Истекува рокот 12 февруари до кој неофицијално се најавуваа измени во членот 102 од Законот за медиуми, со кој на локалните и регионалните медиуми им се забранува било какво финансиско работење во општините, јавните и државните претпријатија и институции. Министри најавуваа дека спорниот член ќе се стави на дневен ред на седница на владата, меѓутоа досега ништо од тоа. Сега топката се префрла на Сдруженијето на новинари и на независниот новинарски синдикат, кои се против финансирањето на медиумите од државата. И тука е апсурдот на целата замрсена ситуација, бидејќи новинарско-синдикалните здруженија, борејќи се за правата на новинарите, ги газат правата на собствениците на медиумите. Например, како ЗНМ се бори за повисок стандард на новинарите, ако истовремено ги затвора изворите на нивното финансирање. На оваа тема деновиве свој видување изнесе главниот и одговорен уредник на телевизија Плюс од Гуманов. Ние се бориме за тоа корупцијата во медиумите да не е присутна и да се спречи, меѓутоа потенцираме дека за опстанок на локалните и регионалните медиуми е нужно тие да соработуваат со органите на локалната самоуправа, да можат да наплатат за реално испорачани услуги и при тоа на некој начин не да го обезбедат опстанокот, ама да имаат некој посигурен статус при што би можеле поизбалансирано да информираат и така да обстанат на пазарот и да придонесат за редовно информирање на граѓаните за оние проблеми што ги мачат, а се дел од нивниот секојдневен живот, нешто за што не информираат во никој случај националните медиуми, проблеми кои што можат да се чујат исклучиво на локалните медиуми. Дека локалните медиуми им се потребни на граѓаните потврдува и екс-премиерот Зоран Заев во изјава за ТВ Плюс дадена пред неколку месеци. Советот и опозицијата нема да ги пренесе Сител, Канал 5, Алфа или не знам кој друг. Ќе ги пренесе само локалниот медиум. Така да ќе имат можност да има седници на Совет во живо. Да ги пренесувате макар и постфестум. Второ, ако се гради, не знам, спортската сала во одредено село, а другите граѓани не знаат дека се гради таму спортска сала, треба да бидат информирани. Се прави улицата во центарот на градот или во периферијата, другите граѓани што живеат во други локации во градот треба да знаат за тоа. Тоа Сител, тоа Канал 5, тоа 24 вести, сите други национални телевизии или кабелски телевизии нема да го пренесат. Од тука доаѓа директната потреба за овој член 102 да се избрише, затоа што локалните и регионалните медиуми немаат и друг начин на свое опстојување. Тие имаат своји рекламички, помали компании тука што работат и слично, но ако сакаме да имаме транспарентност, сериозен фокус, дискурси, дебата во општеството, државата мора да ги најде начините да ги отстрани пречките за одржливост на самите медии. Ама од сето тоа никаква фајда за телевизиите и радијата, бидејќи во пракса тие продолжуваат да тонат и дека сит гладен не верува потврдува однесувањето на властите на локално ниво, каде од новинарите секојдневно се бара објавување на информации, пресови и контрапресови или учество за избор на спортист на годината, а за финансирањето и екзистенцијата на медиумите сите се ненадлежни.